Јас тврдам дека господинот Сашо Лазаревски е заменик министер за ништо и дека тоа е срам за Република Македонија што има таков заменик министер за локална самоуправа. Еве го законот, кој што законот за управување со ствари на државните органи, кој што ја обврзува локалната самоуправа кога продава имот најмалку 20% да се бара аванс од заинтересираните купувачи. Тоа јасно покажува дека овој човек нити познава закон, нити знае воопшто што работи во тоа министерство, туку чита само обични партиски пресконференции. Во исто време, овој заменик министер за ништо сакам да го прашам зашто тие од ВМРО ДПМНЕ продадоа училиште во Свети Николе за само 7.500 денари, односно за 125 евра на свој партиски колега. Огласот е објавен во сабота, а договорот е случен во понеделник. По кој закон и по кој член? Во исто време сакам уште еднаш јавно да ги прашам. Дали ВМРО ДПМНЕ е против реконструкцијата на основното училиште Братство, на основното училиште Вера Циривир, основното училиште Христијан Тодоровски Карпош, Владо Тасевски и за смена на салонитните кровови, односно азбестните кровови на 3 градинки на територија на општина Карпош, или пак ниф им е жал што ние овде во општина Карпош немаме намера со овие очекувани средства, очекуваме да добиеме околу над 3 милиона евра, што нема да ги вложиме ниту во златни коњи, ниту пак во огради или пак во врби, жални врби, како што тоа го прави нивниот градоначалник. И затоа јас би ги замолил уште еднаш овие нивни размислувања и овие пресконференции да ги упатат на градоначалникот на Скопје, кој што немилосредно троши пари за глупости кои што не се од витално значење за граѓаните. Напротив, општина Карпош од 1 ќе направи 7. Значи, со овие средства не 7, туку 8, ќе се реконструират училиштата, ќе се заменат азбестните кровови и во исто време ќе се започне со изградбата на новата општинска зграда. Јас одговорно тврдам за целата ова работа, затоа што сметам дека е во интерес на граѓаните на општина Карпош, а за какви инвеститори се работи, ќе се види на тендерот оние кои што ќе учествуваат на овој тендер, затоа е максимално транспарентно и тоа се во рок од 15 дена, а не во рок од 1 ден како што тие ги продаваат објектите во Република Македонија. Општина Карпош не прави скапи караоке забави, тоа се лаги на ВМРО ДПМНЕ. Целата постапка за продажба на оваа зграда трае повеќе од 6 месеца, односно трае повеќе години, од едноставна причина што ни требаше повеќе од година дена за да ги обезбедиме сите потребни документи за собственост на зградата на локалната самоуправа. Тоа само уште еднаш покажува дека Република Македонија постоje се уште големи административни бариери за да можат граѓаните и физичките и правните лица да ги остваруваат своите права, и тоа е причината зашто дури сега се извадени имотните листови, што ми се обезбедени имотните листови, веднаш потоа се оди на продажба на овој објект, кој што нормално по изградбата на новата општинска зграда тој објект треба значи ќе остане празен, и затоа тоа е причината зашто би сакале да го продадеме, но во исто време со тие средства ние да ги реконструираме училиштата на територија на општина Карпош.